чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Малку луѓе знаат дека ти доаѓаш од семејство што има големо влијание и има направена разлика во македонската архитектура и уметност. Значи, со тоа потекло, како ти влијаеше на твоето растање? Дедо ми и баба ми се скулптор и архитект, мајка ми моден дизајнер, костимограф, професор. И некако уметноста била кај нас дома многу нормална работа. Не сум ја доживувал како нешто што е страно или нешто што треба да го учам или нешто што не знам, допрва може би требало да стекнувам некакви знаења низ надворешниот свет. Така да, едноставно, израснат сум во уметност, израснат сум меѓу скулптури, меѓу цртежи, меѓу библиотеки, полни со секаков тип на литература. Твоите баба и дедо се авторите на Македониумот во Крушева. Отворен на 2 август 1974 година во чест на Илинденското востание и се градел 4 години. Што доаѓа со таква наследство? Прашањето ти е многу на место, посебно оваа година, кога е округла година за независност на Македонија. Доаѓа од еден аспект, прво е гордост, но исто така и е бреме да продолжиш да го правиш тоа што на некој начин твоите предци го направиле за државата, па да продолжиш да во која и да си сфера, да продолжиш да го градиш тоа. Мене ми од една страна сум многу горд на целото тоа наследство, но од друга страна и се трудам колку можам да продолжам да градам врз тоа, како во Македонија, така и надвор. Но да, растен сум, тоа е интересен fun fact, растен сум меѓу оригиналната макета, која што се уште е наша собственост на Македониумот, која што во 2018 година беше изложена во Museum of Modern Arts во МОМА. Така да Македониумот некако сум живеел околу него и се уште живеам околу него. Значи Македониумот е една од најпознатите дела од како да кажам регионалната модернистичка меморијална архитектура. Значи тоа не е само кај нас познато, тука светски познато, како да кажам, дело. Ама од друга страна денес има протекување. Оштетена е фасадата, има влага. Па мислам дека е недоволна грижа за тоа што го имаме. Тоа преовладува во многу сфери на нашето општество, не само споменичната инфраструктура. Мислам дека како народ и како нација често знаеме да заборавиме, дека имаме некои работи кои што се вредни, се дека тие работи не дај Боже не ги изгубиме, не падне нешто, не се откачи нешто, не се поплави нешто и така натаму. И јас се надевам дека напорите кои што сега се прават да споменичното обележје се реставрира за прв пат после многу години, комплетно и целосно, бидејќи исто така не знам колку знае пошироката јавност, Македониумот никогаш не е довршен. Има минус еден ниво кое што никогаш не се доврши. Баба ми пред да почине имаше напори да тоа се направи. Едноставно е недовршено, а и е во прилично лоша состојба. Целиот споменик. Се надевам дека и ние се трудиме како семејство да потегнеме иницијатива која што ќе овозможи меѓу другото и приватни добронамерници, компании да помогнат да тој споменик го добие ликот што го заслужува, бидејќи цел свет не знае по некој тип на обележја, меѓу кои што и Македониумот, и е многу тажно што кога ќе дојдат сликата не се одвесува со тоа што им кажам. Кога сфати ти дека уметноста за тебе може да е нешто повеќе од хоби? Имам завршено додипломски политички науки и политички маркетинг како магистратура, ама некако таа основа и тој апбрингинг кој што го имав како растејки во таа средина ме врати во таа насока. Иако од секогаш, уште од како памтам за себе, сум имал некои обиди, детски, наивни,
дали со мајка ми да цртаме патики или да цртаме дресови во време кога беа многу тешко да се најдат тие беа дресови, ние сечевме мајци и ги цртавме со клубот со кој што тогаш сум навивал, со мое презиме позади. Тоа останува во генот, останува некаде позади и така мене изби во одреден момент и I'm back to my roots, претпоставувам. Како се случи СПТ-дот? Од каде дојде идејата за тоа? Едноставно беше изблик на некое мое трагање по суштина, што би можел да правам во животот, што ќе остави некаков тип на легаси. Се во моето семејство и генерално во мојот начин на размислување е како да направиш нешто што ќе те надживее, што нема да заврши кога ќе заврши денот или нема да заврши кога ќе заврши кварталот, туку ќе остане и ќе те надживее. И тоа беше и главната идеја за СПТ-дот, да почнеме да правиме нешто што ќе биде ново, модерно, во тој период тотално непознато. И едноставно нешто што со текот на годините успеавме да го изградиме во Powerhouse, кој што од Македонија, нескромно можам да кажам, е најголем представник на поп културата кој извезуваме како држава. Кога сега гледаш колку далеко има стигнато твојот бренд СПТ-дот, кога мислиш дека си имал најголемата пресвртница во успехот? Имало неколку, ајде да кажам, десетина моменти на клучни пивотирања кои што ни се случиле. Дали тоа било одреден спортист да носи наши патики, дали било, не знам, да стави некој селебрити на стори, нешто што ние сме го направиле, или да ги носи во спот, или да ги носи на премиера на филм во LA. Имало моменти кои што биле пресвртни. Не би можел да дефинирам еден, ама веројатно десетина, сигурно, зависи од која бранша. Твоите дела ги имаат носано луѓе, како да кажам, светски звезди, од Леброн Джеймс до Дуа Липа до Кристијано Роналдо. Какво е чувството да видиш нешто што, како да кажам, си го имал у рака, си го цртал и сега на светска звезда и дали се уште имаш некоја возбуда кога работиш на такви проекти? Ако ти кажам дека немам, веројатно ќе ти излажам. Добра. Токму затоа и кога работиме кај нас во студија, веќе ги работиме сите проекти под серијски број. Затоа што често знае да се случи, доколку работиш за некое име што, не знам, си израснал со него, или си му фан, или едноставно му слушаш музиката, или најуваш за тој клуб, ние интерно велиме, знае да ти се тресе раката. Да. Е убаво чувство. Е чувство на препознаеност. Е чувство на благодарност да имаш таква прилика да ете некој човек кој што е широко познат, носи нешто твое. Со кој проект си се измачил најмногу? Ти било мака да го направиш? Мака во позитивна или во негативна смисла? Може и во двете. Во позитивна смисла имало многу проекти кои што биле обемни, кои што имале многу работа. И кога еден проект се работи, дали се работи за патики, дали се работи за, не знам, јакна или што и да е, кога се работи подолго време, ти со тој дизајн почнуваш да имаш некаква лична врска. Со него живееш, се расправаш, се караш, се сакаш, па не можеш да го гледаш 2-3 дена, после ќе се смирите. Едноставно е многу комплицирана таа врска, за на крај да треба да го дадеш и да си отиде и како да се раздвојуваш од твој најдобар другар, затоа што си живеел со него, да кажеме, месец и пол, 2 месеци. Многу, колку да звучи чудно, да. Тоа е убавината на работата, бидејќи се поврзуваш со се што правиш. И има многу проекти каде што многу прописно сум се измачил и како тим сме се измачиле, позитивно. Негативни од аспект на проекти кои што ни биле со тежина натрешна. Сме имали такви за ситуации каде што едноставно се работи за дизајн кој што е трибют за некого или едноставно има емотивна тежина која што ти треба да ја пренесеш, да се работи за некој кој што е прерано заминал и има и такви ситуации каде што едноставно ти мора да се победиш себе, да дадеш максимум од тоа што го правиш, да направиш добар трибют на кој да правиш. Дали некогаш си одбил проект и зошто? Сум одбил проекти кои што не соодветствувале со мојата визија за тоа што ние го правиме. Јас не сакам да правиме проекти кои што имаат политичка позадина,
проекти кои што може некого да навредат, дизајни кои што некого би повредиле, бидејќи сите сме луѓе, имаме различен тип на желби. Некои мислат дека секоја желба може да се купи со пари, но јас секогаш се трудам да останеме на таа позитивна страна каде што се што правиме едноставно го правиме со плюс. На кои, да кажеме, патики имаш најмногу сати вложено? Како тим најмногу сати имаме вложено на патики за Леброн Джеймс, од причина што он носи многу голем број. А и беа многу комплексни како дизајн, мислам на 300 и нешто сати дека беа еден пар патики. Да. А он помина низ повеќе раце, ама околу 300 и да не ме фатиш за збор, над 300 часа беше сигурно работни, дали 310, дали 320 не ми дик. Има проекти кои што толку долго остануваат, што дури им даваме и никнеймс на патиките. Ги поздравуваме кога ќе влеземе во студио. Како се осеќате денес? Види, тоа е, ти се поврзуваш со тоа што го правиш. Ма тоа е љубов према уметноста. Точно. Ти беше и креативниот ум позади кошаркарските терени во Влае, и исто така позади ова дело позади, што е твое. Колкава е разликата помеѓу работење на некој поголем простор и нешто мало и прецизно како патика? Ке се изненадиш ако ти кажам дека поголемите формати бараат уште поголема прецизност. Не, евро. Да, верувам. Конкретно во канцеларијата на Тригла, каде што сме сега, направивме преку 60 квадрати мурали, кои што ги прошетавме заедно, да, кои што се работаат 2,5 месеци. За да направиш 60 квадрати мурали, треба да си многу трпелив, многу точен, многу прецизен и мене ми исполнува тоа. И се повеќе работиме големи формати, како што го спомена теренот во Влаер. Сега работиме уште еден терен кој што ќе биде баш сега ќе почне да се работи во аеродром. Се надам дека уште 5-6 цртани терени ќе оставиме во Скопје до следната година. Сакам да оставиме ваков тип на легаси, дали ќе бидат тоа канцеларии, дали ќе бидат работи за градот, дали ќе бидат работи за државата. Но да, големи формати се многу интересен предизвик. Кој е твоето мислење за македонската уметничка сцена денес и дали мислиш дека младите имаат доволно простор за изразување? Мислам дека имаме многу талентирани млади луѓе и сум фасциниран колку млади уметници, млади музичари, looking at one, прават фантастични работи кои што се на нивото на тоа што го прави светот. Ние имаме еден друг проблем. Еден од проблемите е што македонскиот јазик не е толку широко распространет, па да ти можеш да направиш песна на македонски која што ќе ја пуштаат во Америка. Но и тоа се байпасира со песни на англиски јазик или има решение за тоа. Вториот проблем е што нема системска поддршка. Тука не зборам државна, зборам самиот систем се уште ги третира уметниците и желбата за уметност како нешто што би требало да ти биде хоби место професија. Тука малце кривица, не е тоа кривица, имаат влијание родителите, кои што од своји лични искуства сметаат дека ти од уметност не можеш да живееш во Македонија, што ги разбирам. А и самата средина те бутка да ти повеќе се насочиш према одредени поегзактни науки или професија која што е по конвенционална, да кажем. И нас луѓето, посебно повозрасните, не се свесни дека ентертејмент бизнисот, во кој што спаѓа и, да кажам, поп уметноста, односно уметноста која што може да се монетизира, е втор најголем бизнис во светот. Да. Сите имате пристап до истите алатки кои што ги имаат младите на секаде низ светот. Колку и да сега можеме да влеземе во техникали дека нема издомет и дека не таргетираат исти луѓе и така натаму и така натаму. Јас стојам на тоа дека со добра идеја можеш да почнеш. Она што треба го сватат сите млади кои што сакаат да се бават со уметност е дека да се бавиш со уметност исто како да градиш стартап бизнис или да градиш свој бизнис. Мора да имаш план. Бизнис план кој што на крајот на денот изискува и финансии. Сето тоа мора на некој начин да почнеш, дали е од дома, дали е. Јас конкретно овој бизнис е еден од, повикаме често one in a million, од едно шарпи да почнеш и да изградиш екипа, и да изградиш портфолио, и да изградиш студија и така натаму. Не сите имаат таа, да кажам,
ајде среќа во наводници, према уметноста мора да се размисла како према бизнис. И ова е совет за сите млади да пред да скокнат во тоа целосно, да ги видат и бизнис аспектите. Сега веќе е достапна литература и YouTube, има многу и туторијали, има и многу познати звезди кои што ги споделуваат своите мислења. Фала ти многу за интервјуто. И ова беше преинтересно, да слушнам малце инсайдерски како е, зашто многу ме интересираат работи и сум сакала да те прашам. Дали се може јас да ти изненадам тебе со нешто? Зашто? Oh well. Ова ми се први патеки од тебе, те знам 100 години, мајка ми има патеки или ма морам. Welcome to our one of a kind family. Со секој пар дојува сертификат за автентичност. Тоа е твојот дека овој пар е one of one, направен само за тебе и никој друг на планетава Земја нема да има пар како тебе, па ти ќе ти се викаат нормално. Искрасо, Кики. Не, ка? Нема шанси!